Печи жежи, вели народот. Абе, лето е, вика старите, време му е, левот се печи, а ова печи жежи, а овдек има и по некоја мушичка, некој комарец. А знаете кај се наоѓам, ќе ви кажам, се наоѓам во областа Анзот во Богомилско. Овдека се наоѓам на крстосницата на стариот пат од Велес, кој што се дели према Богомила лево за Извор, а десно за Богомила. А овдека се наоѓам на крстосницата кој што од мене, моја лева страна, се оди за Нежилово, се оди за Ореше, се оди за Папрадиште. А овдека од мојава десна страна е стариот пат за Прилеп преку големиот тунел кај Стровја, кај Гостилешна. А од овде до Прилеп има од крстосницата према Нежилово 11 км, а од Богомила 21 км. Исто така, ете, и ово да ви кажат, дека од овде, односно од Богомила до Прилеп има 45 км. Скоро 50 км од Богомила до, речи го, до Велес, и од Велес уште 50 до Скопје околу 150 км. Меѓутоа, ово е тој стар пат кој што турците го направиле макадамски, а пак пред едно 10 години ете Господ даде да биде и асфалтиран. Почитувани мои, овдека наминав во ова регија за да отидам во стариот етно ресторан во селото Нежилово, го зборувам стар етно ресторан, затоа што да биде реален стариот начин на живење, старата традиција, каде што мештаните кога ќе завршеле во полето навечер се собирале дома, на тој начин што семејството никош не бројало пари, кој колку работил, кој колку собрал, кој колку му должи, како што е денеска во овие наши денешни услови. Тие кои се собереле овај навечер, се радувале, синот го оженил, черката ја омажил, дете му се родило, внуче му се родило, колку јагнина му се објагниле, колку кози му се окозиле и на крајот ќе седнеле да вечераат со оние што тоа сготвила неговата домајчинка, дали мазник, дали зелник, дали питулици, дали јагне печено, дали ќе здроби од пиперките, кисели од туршијата, од расово сторен со буковец, со јадра пипер посолен, дали со сирењето. Тоа тој стар начин на искрана, таа етно традиција денеска ја има во Рибникот, односно во хотелот Нежилово, каде што таа стара традиција овој хотелиерски комплекс го негува скоро 30 години. Почитувани мои, гледајте и уживајте. Почитувани мои, 30 години продукцијата Марио филм ја крстали Република Македонија. Почитувани мои, 20 години се наоѓам овдека меѓу моите како соселани, така и бизнисмени овдека во Богомилско. Поточно речено, од Азот, па тука некаде до превојот, до стариот тунел по желичката линија Велес, Богомила, тунело Богомила го стигаш до Прилеп. Често пати кога наминувам овдека, дали патувајќи со возом или со возило према моето родно село, према Рилево, кога ќе дојдите некаде на крстосницата, кај што оди патот се двои за општината Чашка, секојаш ми наидува сообраќајниот знак кој што на еден посебен начин со, така да речам, во етностил запишано Рибник Нежилово. Меѓутоа, уште така поинтересно ми е кој ќе дојдам во градот
поранешната општина, поранешното седиште на општината Богомила, селото Богомила. Тука некаде исто кај онај стариот римски мост, исто така на еден убав начин изгравиран стои написот Рибник Нежилово 4 до 5 километри. А душата ми се исполни кога наменувајќи према моето родно село Рилево, тука се наоѓа исто така уште еден сообраќајен знак каде што се дели патниот правец од старото џаде за Прилеп, сега асфалтирано, а тука некаде на 2,5 километри е Рибникот Нежилово. Почитувани мои, да бидам реален, после десеткина години, кога почна со работа продукцијата Мариофилм, пријатно ми е да ви напомнам дека првата документарна репортажа кој што ја започна продукцијата Мариофилм токму овде во селото Нежилово, токму овде кај од мотелот Нежилово. Мојот прв домаќин, а воедно водич во неговото родно место, селото Нежилово, а и стопанственик на мотелот Нежилово е мојот пријател Трајче, каде што по самото ова име е повеќе оварќе го попознат по прекарот Трајче Нежиловецот. Добар ден, мој домаќине. Господ Добрик не ти дao, како сте? Од Бога сполајмо, еве да ти кажам реално, полна ми е душата кога последниот пат го правивме документарниот запис на 28 октомври 2009 година, така ми се чини, ете после 70 години повторно наминав тука, пред се да се видам со тебе, а и да се видам со твоите гости овдека, кога патувам низ Зазор, кога патувам низ Богомолската регија, кога патувам низ поранешната општина Извор, па и сегашната општина Чашка, многу ми навела дека мотелот од мотел-ресторанот Нежилово, во селото Нежилово, за заживување и останување во живот на ова регија, на ова богомилска регија, сте виновен вие. Главниот виновник, дури главниот зачотик овдека што се присутните тука. Ако не бев јас овдека ќе беше само пустош, ќе немаше ни човек да наврати, него со мојата упорност на сето тоа кој што ги изгради во објектот и рибникот, и рибниот ресторант, хотелот, па и сега манастирскиот дел па и со кујна, со трапезарија, значи го заживеа крајот и тоа како, кој што луѓе нонстоп бараат сега место за викендици овдека за да прават. Ајде сега вака нешто, кои се новитети ги има ресторанот Нежилово, мотелот Нежилово, овдека околината е се ударила, што се вика, Господ, тука е се водопадите на реката Бабуна, тука е Чемпелс, тука е Оварчиго. Овие села има и своја историја, тука поминувал Богомилскиот поход, тука е пругата Желеничката, тука е селото Папрадиште, тука е селото Ореше. Кои се новитети денеска може да го приметат, да го имаат гостите кои што доаѓаат ширум Македонија? Па видете, јас сум тако кој што секогаш и слушам едно дете да ми кажува нешто, ја ќе го изслушам тука, а не па од гостите што ми ишло, кои ќе дојдат тука. Значи гостите некогаш ќе побараат ова треба, тоа треба, па и копирање некогаш и од други места, и затоа дечиња кога ќе идат Куманово, на почетокот почнаа да идат со престој тука по една недела така, и која ќе немаат игралиште, немаат за активностите. Базен за пливање нема. И сето тоа јас го реализирав. Значи кругот мораше да се затвори комплетно со престој, со сала за активности таму, со игралиште и базенто за пливање, кругот се затвори и затоа сега се помасовно идат не само дечињата, него и другите луѓе. На Нежилово, на мотело и на ресторанот промоција, на голема промоција прават гостите. Што се нуди, да речеме, од она етно храна овдека, овде во Рибникот, се разбира, освен познатата богомилска пастрамка, што е ова речна пастрамка, така речено, кој што е од реката Бабуна. Пред се е калифорниската пастрамка, кој што одгледувам во собствениот Рибник тука. А другите производи, што се од местните работи, тоа се морам да ги купувам од страна да ги купувам. Сега од земјоделски производи па кои што има тука од селото, кои што произведува таму носат па им ги зидам. Ја ги сервираме тука ги. Значи она чиста природна етно храна, патиченче, кромиче, лукче, тука се наоѓа да речеме
се разбира та салата што се подготвува оди со префект нежиловска ракија, се разбира со бирка наша овај, меѓутоа и бирката и пивото и винцето ладено во реката Бабуна, така ли? Природно, и то природно, така е. И исто така се разбира тука гостите исто се разбира ја слушаат и нашата македонска етно песна, серенадата наша македонска песна. Јасно. Дали вака сега вика старите тука ете го продолжуваме овој документарен запис, четврти или пети поред. Се разбира ќе ни дозволите на продукцијата Марио Филм пред се да малку да ги посетиме гостите, да видиме што има овај новитети тука, окото на камерата тоа да го пренеси на гледачите. Почитувани мои, сето овај дел на разговорот што го направивме ќе ви биде преточено преку новиот документарен серијал, а тоа ќе биде преточено преку окото на камерата на снимателот на продукцијата Марио Филм, Виктор Костевски. Гледајте и уживајте. Македонија родила многу синови и ќерки, кои што од поголем дел од тие синови и ќерки го положиле својот живот на ударот на слободата на Македонија, за слободата на македонскиот народ. Една од многуте хероини кои што својот живот го положиле на ударот на револуцијата за слободна Македонија, тоа е Невена Георгиева Дуња, кое што овдека во мотелот Рибник Нежилово, собственикот на овај мотел Тале, кој што овдека многуби не го знаат по прекарот Тале, пред 20 кусур години го изгради ова спомен обележје, каде што на ова спомен обележје пишува: Невена Георгиева Дуња, родена 25.5.1925 година, погина 16.2.1942 година. Невена Георгиева Дуња загина во судир со бугарската полиција и пробугарските контрачетници во отарот на нашето село Нежилово, при што и беше отсечена главата и беше носена од страна на пробугарските предавници низ Велешките села. Ние, жителите на село Нежилово, во чест на младата хероина која го положи животот за слободата на нашата Македонија, ја подигаме ова спомен плоча. Спомен плочата е подигната на 16.12.2013 година. А спомен плочата е подигната од Сојузот на борците од град Велес. Нека е денозерно години, еве денеска се наоѓаме тука во селото Нежилово, се наоѓаме тука во Рибникот и хотелот Нежилово, на сам ден на Пателемон. Твоето име, презиме? Оце Коцевски. Од каде си ти? Од Скопје. Од Скопје. Што е тоа? Кој е порио тебе овде да дојдиш, што се вика под Солунска глава, овде да дојдиш од Нежилово? Овде да дојдеш во ресторанот и во хотелот Нежилово? Убавина голема. Базен, послуга, хотел, ефтино за спиење. Одлично. Дури едно би рекол човек кој ќе вика старите кој ќе дојди прв пат. Значи ќе има желба да дојди повторно, а пред се кој ќе дојде овдека во овој хотелиерски комплекс, кој ќе проба, кој ќе го проба кромичето, патлиџанчето, овој подкрепено со препекни жилова ракија и се разбира и ова исто така кој ќе проба рибата залиена со нежиловско вино, ама ладено во водите на Бабуна.
Ви се допаѓа ли услугата? Ајде една порака до сите наши македонци. Кој не дошол да дојде, да види убавина што е. Вие, господјо? Така? Многу е убаво, многу ми се свиѓа и лани бевме тука, затоа пак повторивме. Вие? Така. Крајче Петко си потекнувам од Богомил, иначе во Скопје, доаѓам скоро секоја година со пријателите, тука ми е најубаво. Значи, именјак со талета. Така е, така е. Нека дело здраво години и убаво да си помините. Години, здравствуйте. Се наоѓаме во мотелот, односно во хотелот и Римник ресторан Жилово. Кој е поривот да дојдете овдека што се викаме тука под пазовите на Солунска глава? Кој е поривот да дојдете? Ние доаѓаме 114 км далеко од Куманово. Сме слушнале за ова место. Не сме имале прилика да го посетиме до сега, пошто не сме знаеле каков е патот, како е местово, како е. Но благодарение на пријателиве, другариве од Велес, доаѓаме тука по прв пат и многу сме изненадени од природата, од убавината, од местово, од јадењево, така да сигурно ќе го посетиме повторно.